Подпредседателе. Благодарам, подпредседателе. Ништо ново и повторно новогодишни желби. Проекти само наведени, а реализација видовме како и оваа година. Многу посреќен и позадоволен ке бев и јас и сите пратеници, почитувана колешке, ако соберевте храброст и да кажевте колку од капиталните расходи, кои беа предвидени на ниво од 526 милиони евра во тековнава година, до сега сте реализирале. Нема да стацате ни до 45% реализација, а се фалите со 800 милиони евра капитални расходи. Почитувана колешки, треба да му ги кажете фактите на македонската јавност, дека ова е рекордно највисок буџет до сега од 5,3 милиарди евра. Ова е буџет со најголем буџетски дефицит од 700 милиони евра, пари кои ги немате, а ќе ги потрошите, и пари со кои ќе не задолжите сите нас. И треба да му кажете дека и ова нема да биде толку, туку буџетскиот дефицит до крајот на 2023 година ќе достигне повеќе од 1,5 милиарди евра. И толку пари многу да предвидите да потрошите, а се уште да не реализирате до сега, ниту да предвидите реализација на капитални проекти во здравството, како што е клиничкиот центар, за кој само да во Скопје, само да кажам дека веќе ќе почнете да плаќате пенали зашто не го реализиравте проектот на владата на ВМРО ДПМН од 8,5 милиони евра. Исто така, пенали плаќате и ќе плаќате за тоа што ја избркавте фирмата која го градеше патот Прилеп-Градско во износ од 10 милиони евра. Со овие пари кои ги плаќате за пенали, а не ги продолжувате проектите на ВМРО ДПМН, ќе можете многу од амандманите на опозицијата и од вашите проекти кои не ги реализиравте, со тие пари да ги реализирате. Зборувате за инвестиции во железничката инфраструктура. Па отворете во Вестник, ќе видите што направивте. Патниците од Прилеп до Битола одат по 10 часа со воз и ја бакнуваат земјата кога ќе стасаат. Помина времето на ВМРО ДПМН кога купуваше нови возови, се инвестираше во железничката инфраструктура. Ова номенклатура на власт ниту работи нешто, ниту е способна да направи, ниту направила, ниту ќе направи. Затоа потребни се избори што побрзо, па народот да си го каже своето што понатаму со